Биењето на камбаните ја донесе радосната вест за Христовото воскресение. Стотици граѓани во Скопскиот соборен храм со свеќи во рацете се радуваа на Христовата победа над смртта. По полноќ, како што налага традицијата, се кршеа со црвени великденски јајца, символот на Христовото воскреснување. Соборниот храм изутрината осамна со верници на великденската богослужба. Во великденското послание поглаварот на Македонската православна црква Господин Стефан порачува во ова време кога засилено се поддржуваат и се шират овоземни, минливи и распадливи вредности, ние како православен народ да се придржуваме до евангелските пораки, не заборавајќи дека Христос е ист вчера, денес и во вечни векови. Да веруваме во секој Христов збор, зашто небото и земјата ќе минат, но зборовите негови нема да поминат. Така соединети во неговото име, да се трудиме да живееме согласно со богатото предание на нашите предци, сведојќи за него преку празнувањето на триумфот на животот на смртта. Па да се чуваме од меѓусебни поделби кои водат до нарушување на нашето сенародно единство и да не забораваме, нашиот македонски народ низ вековите се одржал затоа што за свој темел го имал Христа Бога и неговите вечни вредности, а за своја мајка ја имал црквата. Мир, среќа и здравје за себе и најблиските посакуваат православните верници за големиот христијански празник. По 40-дневниот великденски пост денеска ќе седнат на мрсна трпеза. Само мир и слога. Здравје е најбитно во секој случај. Меѓутоа мирот и слогата на овој македонски народ да се сложи еднаш. Доста беше расправи и тој бил ваму, тој бил онаму. Не бе, нас ни треба мир, ни треба слога. Нашата вера е убава. Сека недела Великден. Дојдов црква, цвеќе ќе купиме. Моите се далеку, не може да дојдат и така. Здравје, живи здрави да ги гледам. Примевте ли ручек? Да, малку јагнешко, со зеленчук повеќе, со салати и во кругот на семејството. Најголемиот христијански празник Великден е денот кога Исус Христос ја докажал својата божествена моќ и воскреснал од мртвите. Едноставно со овој празник ние се преродуваме како луѓе, како личности, бидејќи Христос воскресна, го победи нечестивиот, ги отвори рајските врати и сега секој човек има можност за спасение. Прославата на Христовото воскресение почна со раздавање на светиот благодатен оган, кој што македонска црковно-државна делегација го донесе директно од Ерусалим. Ова е првиот Великден кој што го прославуваме откако Македонската православна црква Охридска архиепископија стана дел од канонското единство.